Хигиената во општина Газибаба не е на завидно ниво. Во одредени делови од општината може да се забележат чисти улици, но голем е бројот на места и улици кои што се преполни со смет и разни отпадоци кои се фрлаат од страна на несовесни граѓани одејќи си по тротоарот, наместо тоа да го фрлаат во корпа за отпадоци. Таква е сликата со улицата Маџари која ја забележа нашата камера. Во последниве неколку месеци се интензивира и работата на јавното комунално предпријатие Газибаба, кое е задолжено за одржување на хигиената во деловите на општината, каде што не е надлежно јавното предпријатие комунална хигиена. Но сепак, во најголема мера, треба да се поработи и на свеста на граѓаните, затоа што, како што наведуваат од општина Газибаба, чиста животна средина и општина без депонии ќе има само доколку покрај општинското комунално предпријатие помогнат и граѓаните и апелираат за развивање на граѓанската свест за заштита и зачувување на животната средина. Градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, пред 2 месеца најави зголемување на бројот на комунални работници, затоа што за потребите на 15 населени места треба да има над 100 работници. На прашање кој дел од општината се смета за најнечист, Георгиевски тогаш одговори дека руралниот дел е тој каде што најчесто се појавуваат дивите депонии и не хигиената на јавните површини, но и за урбаниот дел рече дека хигиената не е на завидно ниво. Нажалост, во руралните средини секој пат има најголем број на отпад и лоцирани преку 10 диви депонии кои што во моментот претходно ги речистуваме и се уште актуелни и се за чистење. И сепак останува дека во овој простор највеќе обврска ќе има јавното предпријатие во одржувањето на јавната хигиена, додека во градското урбано јадро хигиената е подобра, не е задоволнителна, затоа што тука стопанисува јавното комунално предпријатие на градот Скопје и е еден огромен дел нивна надлежност, така да нашата надлежност се гледаме во делот на населените 15 населени места кои што се надвор од урбанистичкиот план на градот Скопје. Од јавното комунално предпријатие Газибаба истакнуваат дека пред да се набави сегашната механизација, проблемот со дивите депонии се решавал само со еден камион. А сега, откако предпријатието има сопствена механизација, за 3 месеци исчистени се околу 10 поголеми диви депонии. И тоа во Јурумлер и Кондрачево, Гоце Делчев, во Маџари кај основното училиште на Наумовски Борче и покрај автопатот, каналот во Трубарево, депонии во Скопско поле, кај клучката во Смилковци, автокоманда Сингелич и на патот кон Рачиново. Од предпријатието посочуваат и дека се преземаат акции за чистење на шутот позади контењерите на улицата Благоја Стевковски, улица Маџари и Методи Андонов Ченто. Оттаму вело дека овој проблем континуирано се јавува бидејќи се уште не проработува свеста за чиста животна околина. Според проценка на предпријатието, најмногу шут се собира во руралните места од општината затоа што фреквенцијата на луѓе е помала и претежно шутот се одлага во вечерните часови. Од јавното комунално предпријатие Газибаба посочуваат дека и понатаму ќе продолжат со чистење на депониите, но списокот е огромен. За таа цел, после секоја исчистена депонија, задолжително поставуваат знак за забрането фрлање шут и отпад, а во соработка со инспекторатот на општина Газибаба, секојдневно се борат со луѓето кои што сакаат да и нанесат штета на околината. Во јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 моментално се вработени 75 сезонски работници, рамномерно распоредени на цела територија на општината, во зависност од големината на населеното место. Јавното комунално предпријатие пред се е формирано за руралниот дел на општината, но ја има преземено и обврската да ги одржува и урбаните места, односно нивната внатрешност, бидејќи главните улици и булевари се во надлежност на градот Скопје, односно јавните предпријатија и комунална хигиена и паркови и зеленило.